Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен, товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мојве конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам. Викам, кога? Па не може да издржат човечки е тоа. До вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата еден вид кафана, во која не се знае никој пие кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Муки милионче, тој преднив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некое лубриканче лево десно. А веројатно кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало нијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ние сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ке имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50% калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во Шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам. И што да кажем на крај? Да, го знам. Thank you.